Драги ученици, добар ден и добродојдовте во нашата училница. Јас сум Лазар Коцев, одененски наставник, каде што ќе ја проследите видеолекцијата по предметот Општество, наставна содржина Европска Унија со елементи на меѓуетничка интеграција во образованието. Што ќе научиме со оваа лекција? Европска заедница, што представува Европската Унија, земји со статус на кандидат за членство во Европската Унија, службени јазици, јазици и дијалекти во Европа, религии, символи на Европската Унија, институции на Европската Унија, еврото како валута. Европската заедница е создадена во 1951 година од 6 земји од Европа, и тоа Белгија, Германија, Луксембург, Франција, Италија и Холандија. И тие го обединиле производството на јаглен и челик. Идејата за мирно обединување на европските држави прв ја дал Виктор Иго. Европската Унија представува заедница на европски држави со различни народи кои се разликуваат по вера, јазик, религија, се со единствена цел да ги остварат заедничките политички, економски, социјални и културни интереси. Европската Унија со своето создавање овозможи и слободно движење на стојките, услугите, капиталот, а со договорот во Шенген и слободно движење на луѓето во сите 27 земји членки. Што представува Европската Унија? Ако ја погледнеме слика 1, глобусот или земјината топка, ќе забележиме дека земјите членки во Европската Унија зафаќаат многу мал дел од земјината површина. Тука со сината боја се представени сите држави кои се земји членки на Европската Унија. Значи, Европската Унија е меѓувладина и наднационална заедница на демократски земји членки. Европската Унија ја сочинуваат 27 европски земји, но таа е отворена и за проширување со нови држави. Европската Унија под ова име е основана во 1993 година со договорот од Макстрит, кој бил подпишан во 1991 година. Да ги наброиме и кои се земји членки во Европската Унија. Ќе почнеме. Малта, Кипар, Грција, Бугарија, Романија, Италија, Хрватска, Словенија, Унгарија, Австрија, Словачка, Чешка, Полска, Литванија, Латвија, Естонија, Финска, Шведска, Германија, Данска, Холандија, Белгија, Луксембург, Франција, Шпанија, Португалија и Ирска. Тука ќе напоменеме и Велика Британија, т.е. Англија, која беше доскоро и поранешна членка на Европската Унија, се до јануари 2020 година. Како што рекоме дека Европската Унија е отворена и за проширување со нови држави, тука ќе напоменеме дека со самото членство на Република Македонија како мултиетничка средина само би го збогатили семејството на народи во Европската Унија. Или таа се земји со статус на кандидат за членство во Европската Унија. Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Турција и Исланд. Службени јазици на Европската Унија. Како што забележувате, секоја земја си го зборува својот мајчин јазик. Например, Англија си
си го зборува англискиот јазик, Бугарија бугарскиот јазик, Германија германски, Грција грчки, дански, естонски, ирски, португалски, романски, словачки, словенечки, унгарски, фински, француски, холандески, хрватски, чешки, шведски и шпански. А Европската комисија за своите внатрешни работи ги користи трите официјални јазика, а тоа се англискиот, францускиот и германскиот јазик. Јазик и дијалект во Европа. Во Европа денес постои 45 држави во кои се зборува повеќе од 120 јазици и дијалекти. Некои од јазиците се широко распространети и службено се говорат во неколку држави, а некои се карактеристични само за помали територии и држави. Повеќето од државите се еднонационални, а каде што преовладува еден народ. Но има и држави со национални малцинства кои на различни рамништа остваруваат право на јазик, на писмо, на култура и на традиција. Во Европа постојат и повеќе национални држави со повеќе државотворни народи. Религии во Европската унија. Населението во Европа во основа припаѓа на христијанската религија. Во неа се разликуваат католици, протестанти и православци. Католиците најзастапени се во Јужна и Средна Европа, протестантите во Северна Европа, а ги има делумно и во Западна Европа, а православните во Источна, Југоисточна и во Јужна Европа. Скоро во сите држави во Европа живеат и представници на други религии. Постојат и категориите атеисти и луѓе кои не се верски определени. Тука на првата слика, ако погледнеме, забележуваме, тука имаме традиционални носии и инструменти во Шпанија што се користат. На втората слика имаме традиционални носии во Словачка, а на третата слика ја гледаме катедралата во Германија. Символ на Европската унија. Тоа се знамето, химната и логото. Знамето на Европската унија се состои од еден круг со 12 златни жолти ѕвезди, петокраки на сина позадина. Сината боја го представува западот, бројот на ѕвездите 12 го представува заедништвото, а нивната позиција во круг го представуваат единството. Химната на Европската унија. Химната на Европската унија е Ода на радоста, 9-та симфонија од композиторот Лудвиг ван Бетовен, кој компонирал во 1823 година. Тука само ќе го споменеме и мотото на Европската унија, кој гласи "Обединети во различност". Да слушаме дел од композицијата од Ода на радоста. Во интерес на времето, одаме понатаму. Институции на Европската унија. Тоа се Европската комисија, Европски парламент, Советот на Европската унија и Европскиот суд за правда. Европската комисија ги штити и представува интересите на заедницата. Таа е составена од 27 комесари. Европската комисија има право да предлага нови закони во рамките на унијата. Седишето се наоѓа во ова зграда во Брисел. Европскиот парламент е представничко тело на граѓаните на Европската унија. Работата на Европскиот парламент се одвива во Страсбур и Брисел. Советот на Европската унија е познат уште како Совет на министри, кој ги представува интересите на сите земји членки. Неговата надлежност е законодавството, буџетските прашања и проблеми со криминал. Седиштето исто така се наоѓа во Брисел.
Европскиот суд за правда ја има судската власт во своји раце за справување за законските одредби од Европската Унија. Судот е составен од 15 судии кои се менуваат на секои 6 години. Седишето му е во Луксембург. Европскиот совет не е тело, но има значајна улога. Составена е од шефовите на државни членки и главната цел на овој совет е да го поттикнува развојот на Европската Унија. Еврото е единствена платежна единица во Европската Унија. Официјално таа е воведена на 1 јануари во 2002 година. Еврото со символот за евро, овој знак тука, е официјална валута на 19 од 28 земји членки на Европската Унија. Да ги набројаме: Австрија, Белгија, Германија, Грција, Ирска, Италија, Кипар, Луксембург, Малта, Португалија, Финска, Франција, Холандија, Словачка, Словенија, Шпанија, Естонија, Латвија и Литванија. Но тука ќе напоменеме, имаме и други земји членки кои се на Европската Унија, но еврото не е како платежно средство. Еве дел од нив ќе споменеме. Тука се Хрватска, Бугарија, Романија, Унгарија, Шведска и Полска. И други земји. За домашна работа. Набројте кои држави и народи се дел од Европската Унија. Кои земји, држави се кандидати за влез во Европската Унија? Истражи во кои земји членки на Европската Унија еврото не е платежно средство. И нацртај го европското знаме правилно внимавај на поставеноста на звездите да видат нагоре. Благодарам за вниманието.